Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас, да ве води и да ве чува од секое зло. И ова утро би сакал да размислуваме на тема И јас сум христијанин. Зошто? Многу е важно да знаеш, да знаеме зошто си христијанин и колку е величествено да се изјаснуваш како таков. Многу модерни христијани во денешно време се срамат да се изјаснат дека ја читат Библијата, а сепак се декларираат дека се христијани. А кога ја проучуваат Библијата, можеби, тоа го прават некако скришно, за да не бидат откриени дека се занимаваат со религиозни прашања, да не бидат исмејувани и да немаат некои проблеми на работното место. Христијанството е големо учење, кое дава надеж не само за овој свет, туку и за идниот, пред се за идниот. Името христијанин ние го наследивме уште за време на првите антиохијски верници, кога за прв пат таму ги нарекле со тоа име. Знаеме, основач на христијанството е Исус Христос. Тој дојде од небото, се воплоти и ги исполни сите пророштва кои упатуваа, дека тој ќе умре за гревовите на целиот свет на крст и ќе го откупи човештвото од гревот и со тоа ќе му овозможи вечно Божјо царство преку неговата посредничка улога. Здравиот разум ни зборува дека Исус не го измислија некои занесени рибари во тоа време. Исус го потврди своето небесно потекло со тоа што правеше големи чуда. Воскреснуваше мртви, лекуваше секакви болести кај народот, ги хранеше гладните со малку леп и малку риби, живееше безгрешен живот и на крајот умре со најстрашна смрт како праведник. И сите кои биле скептични во тоа време ги увери со тоа што е победи смртта и лично им се покажа дека е жив, воскреснат Спасител. Христијанската наука е длабока наука, затоа секогаш бара длабок пристап. Површниот пристап може да биде непријатен за тебе, бидејќи ќе мислиш дека христијанството е некое старо движење кое сме го наследили и сега тешко можеме да се ослободиме од него. Како што некои мислат, тоа се завиткало во религиозно платно на римокатолици, православни, протестанти и го доживуваме на начин како што некој ни го прикажува во својата форма и религија. Почитувани, треба да внимаваме дека тоа е многу повеќе од самата гледка на денешнината. Како прво, тоа е основано во раниот период на римското владење, во тврдокорниот јудеистички фанатизам, и тоа во услови во кои доминираше една фанатичка религија, а и многубожички систем, под капата на Римската империја. Исус на почетокот имаше повеќе ученици, 70, некои од нив го напуштија со оправдание дека тешко ги разбираат неговите поуки и беседи. Но Исус на оние кои останаа им рече: ако сакате, и вие одете си. Апостол Петар на тоа му рече: Господи, каде да одиме? Само ти имаш зборови за вечен живот. Ние поверувавме и знаеме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Христијанството како такво има сигурни темели. Како прв сигурен темел тоа е Библијата. Сигурноста на Библијата како прва точка. Библијата како книга е пишувана од околу 40 писатели, и тоа во период од околу 1600 години. Ги има надминато сите филозофии и светски движења, кои во текот на историјата се обидуваа да ја прогласат Библијата за застарена и непотребна книга. Библијата започнува со многу силни зборови, велејќи: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. А завршува со овие зборови: Амин, дојди Господи Исусе. Тоа не укажува дека Библијата има почеток, а има и крај. Таа не е човечка измислица,
туку авторот на Библијата е Бог преку Светиот Дух. Археологијата ги потврдува нејзините записи. Например, свитоците што беа пронајдени во близина на Мртвото море, ги потврдија точните извештаи на она што го читаме денес во библиските текстови. Таа не е пишувана на запад или на исток, туку на средниот исток, таму каде што биле некогашните големи цивилизации. Библијата и денес ги предупредува народите да ја земаат враце без предрасуди и да не ја потценуваат нејзината содржина, зашто се што е речено во Библијата се исполнува. Зашто ниедна точка или цртичка од законот нема да пропадне од она што е запишено во неа. Таа ги потврдува сите настани. Како второ, христијанството го објаснува животот. Сите религии во светот, што ги знаеме, се обидуваат да го објаснат животот и да го одредат значењето на нашето постоење. Тие се обидуваат само да ги објаснат човековиот копнеж и проблемот со страдањето и излезот од самата смрт. Некои религии ги прогласија, например, звездите како главни контролори на животот. Денешниот хороскоп е една од најголемите заблуди вметнат во христијанскиот свет. Во Македонија мнозина се изјаснуваат дека се христијани, а сепак не можат да не дзирнат во секојдневниот хороскоп. Во сите весници и медиуми хороскопот е вметнат како алтернатива, да не речам и апсолутизам. Тоа е страшно и ужасно да се занимаваат луѓето со такви египетски зла. Осудени од светиот Бог. Хороскопот, како религија, ги наведува луѓето да размислуваат дека звездите ја одредуваат нивната судбина. Всушност, религиите шпекулираат и филозофираат за животот и не даваат правец и сигурност по смртта. Ниту пак можат да ги изградат вистинските морално-етички вредности. Христијанството, односно Бог, не само што го осмислува животот, туку ја дава и вредноста на најситните нешта што постојат и што се создадени од Бог. И птиците не паѓаат на земјата без волјата на небесниот татко, вели Исус. Тоа укажува на неговата совршена грижа кон своите созданија. Што значи? Христијанството не е оставено само на себе да се грижи да постои. Главен темелник е Бог и тој се грижи за секој поединец што верува во него. Исус го објави невидливиот Бог и преку него ја дознаваме нашата вредност како луѓе и Божјата грижа за неговите созданија. Исус ја имаше можноста да го прикаже Бог во тело и да се објави ни помалку, ни повеќе, туку еднаков на Бог. Всушност, Исус е Бог. Тој е нашиот живот преку кого живееме. Како што Павле рече, за мене животот е Исус Христос. Како трето, христијанството не е измислено во првиот век, туку има своја поврзаност и пред нашата ера. На кој начин? Тоа е поврзано со сите старозаветни историски личности, кои се спомнуваат не само од библиска гледна точка, туку и од историска. Тие што веруваат во Христос, го прифаќаат истиот Создател и Господ, кого го прославувале Адам, Авраам, Јаков, Давид, Соломон, пророкот Исаија и пророкот Малахија, Осија, Еремија и сите други. Исус не ја отфрли старозаветната историја, туку рече, Мојсей пишуваше за мене. Додека живееше на земјата, ја нагласуваше важноста дека потекнуваме од Бог и дека сме Негова творевина и дека тој е наш Божи помазаник. А кога умре на денот на Пасхата, всушност умре како јагне кое требаше да биде жртвувано. Континуитетот меѓу Стариот и Новиот Завет
е доказ дека христијанството не е нешто што на некој им текнало да создадат некое ново движење, или пак го измислиле некои рибари со голема енергија и го проповедале во тогашниот римски свет, кој не можеа јудејците да го прифатат како такво и да му се подчинат, па затоа се обидоа и успеаа да создадат ново движење. Туку тоа е исполнување на она што е однапред најавувано, од Адам до Исус, па се до денешен ден. Христијанството има своја линија, од Адам па се до тебе. Ако го прифатиш такво какво што е запишено во Библијата, тогаш ќе ја сватиш вредноста на она што го зборуваме. Како четврто, христијанско тврдење. Првите христијани не беа прогонувани заради некои политички или верски неусогласени системи во тоа време, ниту пак заради некои морални и општествени цели. Тие не беа некои големи теолози кои се расправаа со други големи теолози. Туку тие беа сведоци на она што го видоа и што го слушнаа од нивниот и нашиот Господ. Тие беа сведоци на воскреснатиот и живиот Исус по неговата смрт. Луѓето немаа избор околу ова прашање. Или требаше да веруваат дека тоа е вистина, или да ги прогласат за измамници. Немаа можност да шпекулираат пред фактите. Исус е темел на христијанството преку самото воскресение. Како петто, христијанството Исус ги менува луѓето. Промената не беше воочлива само кај оние што го следеа за тие 3 години додека тој ги поучуваше. Туку промената се случуваше и кај непријателите на христијанството, што е малку чудно, не малку, многу. Павле беше противник и ги фрлаше во затвор следбениците на христијанството пред да се обрати. Но кога одеше ете за Дамаск, Исус му се јави и го промени неговиот живот. Павле кога почна да го шири меѓу оние кои го испраќаа да им наштетува на христијаните, беше отфрлен и сакаа веднаш да го убијат. Се поставува прашање, зошто Павле не се уплаши и зошто сакаа да го убијат? Зошто тврдеше дека Исус е жив? Затоа што го слушна неговиот глас и знаеше дека тој е жив, како што тврдеа другите пред него. Павле не се откажа и не го смени своето мислење се до смртта. Стана најголем проповедник и мисионер на сите времења. Имаме 14 писма кои ги читаме секој ден од него. Павле знаеше дека Исус е на небото, управува со сите луѓе и дека тој е судија на живите и на мртвите. И во денешно време Исус ги менува животите на луѓето. На колку пропаднати луѓе, алкохоличари, отпадници, арамии, криминалци, религиозни без Бог, без познавање на Бог, им го сменил животот и ја пронашли вистинската среќа во Исус. Некои ортодоксни христијани за жал го убедуваат народот дека само преку мајката црква ќе се спасат луѓето. Тоа е голема измама. Промената на животот зависи само од Исуса, а не од мајка црква. Црквата е последица, а не сама срж на спасение или промена. Христос го менува и најлошиот човек на оваа земја. Не дозволувајте демагошки да размислувате или други да мислат за вас. Туку размислувајте за вистинското христијанство кое ни го остави во наследство Исус. Како шесто, проблемот е во човечките срца секогаш. Живееме во време на големи технички изуми и информатика. Колку големи напори се вложуваат за да се олесни животот преку техниката за комуникација. Се ова е добро, но не ги менува човечките срца, како што некој уште во 19. века рекол: векот што доаѓа ќе биде исполнет со секакви удобства.
но животот ќе им боледува од празнина на нивните срца. Со технологијата која се злоупотребува, се уништува карактерот на луѓето и потоа тешко може некој да им помогне да се вратат на вистинскиот пат. Не велам за сите. Технологијата за некого е добра работа. Проблем е за оние што не ги смениле своите срца. Нема вистинска комуникација и здрави семејни соодноси. Човечките срца се исполнуваат и се исполнети со секакви зла, кои го одразуваат начинот на нашето секојдневие. Во развиените земји многу нешта се нарушени, почнувајќи од моралот, а и не само во развиените, туку и во неразвиените. Има расни предрасуди, зависност од дрога, насилство, разводи, болести, кои се производ на неморалното однесување. Сите овие проблеми се проблеми на срцето. А Исус рече: од човечкото срце излегуваат зли помисли, убиства, прелюби, блуд, крадење, лажни сведоштва, навреде од секој вид и така натаму. Иако човекот ги достигна големите изуми, тој сепак заостана по прашањето на моралот и добрината. Војните и понатаму се приоритетни. Се создаваат воспитни центри за создавање на успешни и ненасилни деца. Меѓутоа и со тоа не се реши проблемот во општествата. Како никогаш порано младата генерација е крајно нескротлива. Во нив владее себичен и агресивен дух, кој е арогантен и насочен кон другите. Недостатокот на љубов во човечкото срце е првиот чекор за сите зли појави во општествата. Ако сакаш да знаеш дали некој е среќен, само прашај го дали има љубов во неговото срце. Човек без љубов се измачува во себе и се препелка како риба на песок. И седмо, последно, христијанството, Исус им нуди спасение на сите народи. Другите светски религии и нивните водачи се само сенка и се неиздржливи пред христијанството. Водачите останаа во гробовите и се распаднаа. Ниту една религија не дава вечен живот врз основа на победа над смртта. Туку сите се со некоја надеж дека нешто ќе се случи, што и самите не знаат што ќе се случи. Тоа произлегува од копнежот што е всаден во човековото битие за вечност, но немаат јасна представа за еднината. Христијанството и тој проблем го разреши. Нашето спасение не зависи од нашите добри дела, обреди, церемонии, туку од она што е направено од страна на Исус Христос. Исус не бара заслуги од наша страна, туку да го следиме без да се сомневаме во неговите изјави. Ако некој сака да извршува Божјата волја, ќе знае дали е ова учење од Бог или е измислица, како што рече Исус. Христијанството за овие 2000 години и повеќе се потврди како многу веродостојно и сигурно. Во денешно време некои медиуми и научни институции се обидуваат да го сосечат од корен и да не му остават траги. Тоа го прават со слободното размислување и либералните сваќања. Но тоа е доказ пошто можеме да сме сигурни дека сме на добриот и совршениот пат. Борбата продолжува, а и победата е сигурна. Вратите на пеколот нема да ја победат црквата, која е поставена да свети како светилка во темнина. Христијаните и денес се обидуваат да ја потврдат вистината. И не само што се обидуваат, тие проповедаат, која е длабоко во нивните срца. Но сепак наидуваат на отпор, што потврдува дека и на тој начин ги исполнуваат пророчките зборови. Како што Павле рече, ќе дојде време кога луѓето нема да го трпат здравото учење, туку водени според своите желби и страсти расипани, ќе си насоберат учители кои ќе им ги скокоткаат ушите и ќе се одвратат од вистината и ќе се свртат кон безсмислени бајки и приказки кои не вредат ништо. Тоа е нашата реалност и нашето секојдневие. Христијанството е даде слободата на духот и мислата. Да не беше тоа, светот можеби ќе изгледаше сосема поинаков и ќе изгледаше.
so krajno destruktivni i primitivni osnovi. A koji znaje, može bi predvreme tě ne nemaše. No se už ima možnost sekoj da se pokaje i da se vrati i da gi zastapува negovite vrednosti. Božite vrednosti koji se večni i spasitelni. Isus umre za čoveštvo, za tebe lično. I go bara to što je izgubeno. Dojdi pri Isus. Kako što je rečeno vo Jovan 3.16, zašto Bog tolku go vozljubi svetot, što go dade svojot jedinoroden sin, da sekoj što veruva vo nego da ne zadjene, da ne otide vo pekolot, tuku da ima život večen vo negovoto večno carstvo. Neka mu je slava na Isus Hristos. Amen.